Општините Киселавода, Кавадарци, Илинден, Студеничани, Жилино и Цинтар Жупа добија вкупно 290,7 милиони динари со цел подобрување на општинските услуги. Предвидено е да се реализираат 8 проекти, кои предвидуваат изградба и реконструкција на локална патна мрежа, атмосферска канализација и реконструкција на основно училиште. Општина Илинден од овој проект ќе добие 29 милиони и 500 илјади динари, кои ќе ги намени за реконструкција на потегот од Кадино до Клучката до автопатот А4. Овој проект значително ќе придонесе во делот на безбедност на сообраќајот, подобрување на патната инфраструктура и е една од клучните потреби кои што беа зацртани во приоритетните проекти на општина Илинден. Општина Илинден и во изминатиот период во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги реализираше повеќе проекти и тоа во областа на енергетска ефикасност, каде што со изградба на енергетско ефикасни системи за грејење и ладење во општинските установи се подобрија условите во образовниот процес и во детската градинка за згрижување на деца од предучилишна возраст. Во Киселавода ќе се направи атмосферска канализација на улиците во населба Пржино во должина од 5200 метри, со што, како што информира градоначалникот Филип Темелковски, ќе се подобри животот на 3500 жители. Во последните 50 години во оваа урбана заедница не постоеше систем за управување со атмосферските води, што често пати резултираше со негативни последици врз животната средина, не само на конкретната урбана заедница како висока централна област на падините на водно, туку и на ниските зони на општините, каде што завршуваше атмосферската вода за време на дождовните периоди. Министерот за финансии Драган Тевдовски истакна дека подпишувањето на договорите за 8 нови капитални проекти во 6 општини од 4 различни региони е најдобар показател за развој и за подобрување на општинските услуги подеднакво за сите општини во Македонија. Тука може да видите една разноликост по сите линии, по сите критериуми, преку проектот кој Министерството за финансии го спроведува со поддршка од Светска банка, се настојува преку инвестиции во капитални добра, прво граѓаните да добијат подобри услуги од своите општини и второ да се развие локалната економија. Проектите кои што ги подпишавме се во вкупна вредност од 290,7 милиони денари, од кои 262,2 милиони денари се обезбедени преку проектот за подобрување на општинските услуги. Останатите средства се обезбедуваат преку буџетите на општините. Благодарение на овие договори, на овој проект, ќе се подобри патната инфраструктура за околу 20 км локален пат, ќе биде реконструирано и едно училиште во општина Желино, кое го посетуваат 300 ученици. Подобра патна инфраструктура ќе користат и 70 компании во општината Илинден, во локалната економска зона Марино Кадино, а вкупно 25.000 граѓани ќе добијат подобри услуги од своите општини. Директорот на Канцеларијата на Светска банка, Мантованели, истакна дека ова е долгорочна програма и дека овие 6 договори се првите договори од втората фаза на проектот. Проектот за подобрување на општинските услуги го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка како и на Европската унија преку ИПА. Целта на проектот е преку инвестиции во капитални проекти да се подобрат условите за живот во сите општини во Македонија. Преку проектот се финансираат изградба и реконструкција на локални улици, на комунална мрежа, изградба или реконструкција на училишта, градинки и други јавни објекти во општините. Досега во рамки на овој проект се реализирани над 70 капитални проекти во над 40 општини.